кукичката од чоколадо. Ням. Си беше еднаш една принцеза. Не. Си беше една самовила. Не е ни тоа. Си беше една... Ајде помогнете ми малку. Што? Како? Балерина? Не. Си беше еднаш една девојче и се викаше Биби. Таа си живееше во една мала кукичка покрај една волшебна шума. И во таа шума се случуваа секакви волшебни работи. И живеа многу необични суштества. Да. Ама ова вие веќе го знаете, нели? Но, сега ќе ви раскажам една приказна што не ја знаете. А тоа е како Биби и Боби станаа другари. Јеј! Еден ден, Биби се шеташе во шумата и проверуваше некој да не прави некакви бели. Кога? Го стогледа Боби. Здраво! Ти си Боби, така? Пред некоја недела се досели во нашата населба, нели? Да, тоа сум јас, Боби Худ, разбойникот од шумата. Тогаш Боби беше помал и беше многу палав и својаглав. Не слушаше никого и си тераше по свое. Кога Биби го сретна, тој трчаше низ шумата. Се вовираше во грмушките, се качуваше високо на најтинките гранки од дрвјата, скршнуваше од шумската патека и правеше врева, па ги плашеше и птиците и животните. Еј, Боби, немој толку да викаш, па ги плаши животните. Ајде да си играме нешто друго, сакаш? Да, може, ама да играме брканица. 1, 2, 3, фати ме, ако можеш ти! Боби се затрчи уште подлабоко во шумата. Биби викаше по него и го предупредуваше да биде внимателен. Ама не. Тој ништо не слушаше. Боби, само не скршнувај од патеката. Во овој дел шумата е длабока и густа и демнат многу опасности. Боби, ме слушаш? Не те слушам! Ке мора да ме стигнеш! И Биби немаше друг избор, освен да тргне по Боби. Знаеше дека ако го остави сам, тој сигурно ќе се загуби. Додека трчаше низ дрвјата, Боби здогледа една шумска чистинка, а таму се надзираше нешто необично. Боби посака да истражи што е тоа што светка меѓу дрвјата и се стрча натаму пред Биби да може воопшто да го спречи. Биби попусто го предупредуваше. Боби веќе беше далеку, а Биби немаше друг избор освен да тргне по него. Кога стигна до чистинката, Биби се вчудовити. Што ли е тоа? Леле! Среде чистинката имаше кукичка, ама не беше обична кукичка, туку од чоколадо. Стаклата на прозорците беа направени од шекер и целите светкаа на сончевата светлина. Керамидите на покривот беа направени од највкусни бисквити, а чоколадните ѕидови на кукичката беа украсени со бомбони во сите бои. Боби веќе беше покрај кукичката. Ги лижеше ѕидовите и прозорците, кршеше парчиња бисквити од керамидите, ги вадеше бомбоните и ги грицкаше. Биби не можеше да поверува колку брзо успеваше се да пикне в уста. Биби, земи, пробај. Многу е вкусна оваа кукичка, многу, превкусна. Боби, што правиш? Од кај знаеш чија е оваа куќа? Како така кршиш и јадеш без прашање? Па некој живее тука. Не, нема никој. Јас ја најдов, значи моја е. Гриц. Твоја? Не може да биде твоја, некој друг ја изградил. А впрочем, не помисли дека може би е некаква замка? Од каде кукичка од чоколадо среде шума? Замка? Ауф! Глупости, како па да не? Ма пробај ти. Не ти се јаде чоколадо? Ми се јаде. Многу ми се јаде. Ама не јадам пред да се договориме со мама, затоа што не е здраво и не е добро за забито. И јас јадам помалку чоколадо. А повеќе јадам овоше. Да. Тоа си е и сладко и здраво. Овоше?
Бляк. Јас тоа не го ни пробувам. Гриц. Биби толку му се налути на овој палавко, што реши да си оди и да го остави сам во шумата. Тргна и само што навлезе меѓу дрвјата, запре и размисли. Па не е добро да се оставаат пријателите сами во неволја, макар и кога не го заслужуваат тоа. И затоа се врати, се скри зад една грумушка и чекаше. Не мораше да чека долго. За кратко време вратата од кукичката се отвори и од неа излезе една стара жена. Старицата изгледаше добродушно, да, но имаше злобен израз на лицето и Биби веднаш се посомнева дека има наумено нешто лошо. Но Боби ништо не забележа. Тој си беше зафатен со јадење. Мило детенце, влези внатре. Ке ти дадам уште сладки работи. Вкусни, превкусни. Прсти да излижеш. Вау! Уште сладки! Јупи-рипи! Сакам! Гриц. На Боби не требаше да му се каже два пати. Веднаш се втурна во кукичката, а старицата брзо ја затвори вратата и чкрап, ја заклучи однатре. Леле, знае дека е замка, а оваа старица се разбира е лошата вештерка. Јас не знам како не ја позна веднаш. Морам да му помогнам на Боби. И додека Биби решително чекореше кон кукичката од чоколадо, Боби беше зафатен со јадење сладки. И не забележа дека лошата вештерка го зароби, се додека таа не вресна од радост. Сега ќе видиш ти, ненаситени комал. Ми падна во замката. Што? Кој? Јас? Ама јас не направив ништо лошо. Не направив ништо. Сакам дома. Мамо. Сакам дома. Мамо. Биби. Нема дома. Нема. Боби почна да се тресе од страв, а вештерката се смееше и му се приближуваше. Сега, што сакаше таа да прави со него, ќе прочитате во сликовницата Биби, Боби и кукичката од чоколада. Таму се си е убаво објаснето. И така, вештерката злобно се смешкаше, ги триеше дланките и се подготвуваше да направи нешто, кога... Отвори! Лоша вештерке! Отвори! Знам дека си тука и дека го зароби моето другарче Боби. Кој те ропа? Биби! Биби, помогни ми, Биби! Биби? Да, Биби! Не ли се договоривме да не доаѓаш во нашава шума? Сакаш ли да ти ги викнам джиновите? Тие веќе не се плашат од тебе. Или може би сакаш да ти го викнам таткото джин, најголемиот од сите джинови. Леле, Биби, те молам, не викај го таткото джин. Леле, еве сега ќе отворам. Веднаш, Биби. Вештерке, ти не ли ми вети дека нема да се враќаш во шумава? Потоа излегува дека јас лажам, дека никој веќе никогаш не те видел. Ајде сега да си одиш на некое друго место, ама да не правиш белени таму. Договорено? Да, добро, Биби, добро, договорено. Еве си одам, си одам полека. Кутрата јас, стара, А ти, Боби, дојди со мене да си одиме дома. И овој пат да ме слушаш. И да не скршнуваш од патеките. И да не трчаш ни шумата да ги плашиш животните. Поред? Добро, Биби. И, Биби, извини. Другари, Јупи-рипи! И така, лошата вештерка се завина за секогаш. Или барем така изгледаш. А Боби и Биби заминаа дома. И од тој дан станаа најдобри другари. Боби беше многу попослушен од претходно. Иако се уште си беше палав. Но, од тој дан, особено внимаваше да не јаде многу сладки работи, затоа што вечерта, откако се вратија, многу го болеше стомакот.
Ме боли стомакот. Знаеш колку ме боли стомакот? И тоа е крајот на нашата приказна. Сега не спиење. Па се гледаме наскоро со нова приказна. Добра ноќ! Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби! Чао! Задараво, другарчиња! Доколку ви се допаѓа каналот на мојата најдобра другарка Биби, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите содржини од светот на Биби. Јуперипи! Секој ден ми е забавен. Имам среќа што си имам многу другари и другарки. И кога сонце силно грее, дождец кога лее, пак си играм јас. И се смеам од се срце и си пеам на цел глас. Само сакам да се смеам. А што сакаш? Само сакам да си пеам. Само сакам јас да трчам и да скокам и со Боби да се дружам јас. А што сакаш? Само сакам јас да играм. Кажи. Само сакам да се смеам. Само сакам јас да трчам и да скокам и со Боби да се дружам јас. Јас си играм секој ден ми е прекрасен. Не имам грижи, јас си имам само многу добри другари. И кога шумата е тивка, штурче, кога свирка, пак си играм јас. И се смејам од се срце и си пеам на цел глас. Само сакам да се смеам. Само сакам да си пеам. Само сакам јас да трчам и да скокам и со Биби да се дружам јас. Само сакам јас да играм. Само сакам да се смеам. Само сакам јас да трчам и да скокам и со Биби да се дружам јас. Само сакам да се смеам. Што сакаш? Само сакам да си пеам. Само сакам јас да трчам и да скокам и со Боби да се дружам јас. А што сакаш ти? Само сакам јас да играм. Само сакам да се смеам. Само сакам јас да трчам и да скокам и со Боби да се дружам јас. Само сакам да се смеам. Само сакам да се пеам. Само сакам јас да трчам и да скокам и со Боби да се дружам јас. А што сакаш ти? Само сакам јас да играм. Само сакам да се смеам. Само сакам јас да трчам и да скокам и со Боби да се дружам јас. Биби и джиновите. Си беше еднаш едно девојче што се викаше Биби. Ја познавате, нели? Јеј! Тоа девојче живееше блиско до една голема, густа шума. А како што веќе знаете, Биби често одеше да истражува шумата, да се дружи со животните и да си бере шумски плодови кои се полни со витамини. Ням, 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 ням. Плюс, знаете и дека Биби беше супер храбра и мощна, силна, па често мораше да ги спасува животните во шумата од секакви опасности. Биби беше нешто како чувар на шумата. Јеј! И така, еден ден, Биби отиде да истражува еден дел од шумата каде што не била претходна. Си одеше така, ла 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 ла
една голема пештара. Кој ли живее тука? Си рече. Биби влезе во пештерата и што да види? Пештерата беше ужасно неуредна. На сите страни имаше расфрлано облеки, разни предмети. Прашината како да не беше никогаш избришена. Подот не беше сметен, чиниите беа неизмиени. Оф. Заборавив да ви го кажам ова. Се внатре беше многу големо. Како во пештерата да живеат чинови. Биби реши да излезе надвор и да ги почека станарите да се вратат. Баш сакаше да види кои си и какви се тие неуредни суштества. И по некое време... Хај, хој, сонцето е зајдено. Хај, хи, ние сме чинови. Се појавија чиновите. Кога јас догледаа Биби, се зачудија и не знаеа што да кажат. Но затоа Биби знаеше. Еј, джинови! Викна Биби. Дојдете поблиску? Да, вас ве чекам. Да, така, поблиску. Не плашете се. Джиновите збунето се приближија до Биби, а таа им рече. Дајте да ви ги видам рацете. Ле, колку се валкани. Чекате да ви ги видам ушите? За никаде! Вие знаете ли да си ги миете рацете, лицето, ушите и забите? Знаете ли дека треба да се капете редовно? И зошто ви е толку неуредна пештерата? Никој не ве научил дека дома треба да се чисти и да се раскрива? А джиновите почнаа да пелтачат. Не, никој. Тогаш најстариот джин се охрабри, па ја праша Биби. А дали можеш да ни помогнеш да изчистиме? Знаеш, тоа е женска работа. Колку Биби се налути на ова. Женска работа? Кој ви рекол такво нешто? Веднаш да изчистите пештерата, да избришете прашина, да ги раскренете сите ваши работи, да се измиете убаво, а после јас ќе ви покажам и како да сготвите ручек. И мора да знаете да се грижите сами за себе. Женска работа. Нема такво нешто како женска работа. И джиновите, видоа не видоа, направија како што им рече Биби. Затоа што, искрено, пака меѓу нас, многу се плашеа од мали лутите војчиња. А и веќе им здодеа да бидат нечисти. Што е право? Право е. Хај, хој, чисто е и убаво. Хај, хи, ние сме измиени. Јеј! Откако завршија со се, откако си изготвија ручек и конечно седнаа да јадат, Биби ги праша што прават овде во шумата и од кога живеат во пештерата. А джиновите одговорија. Живеевме во еден волшебен замок во најгустиот дел од шумата и ни беше многу убаво. Но еден ден нашиот татко Джин реши да се прежени. Ја донесе во замокот нашата маќа, која всушност беше една лоша вештерка. Па таа ни избрка во шумата и сега си живее сама во замокот со едно волшебно огледало. Многу е лоша и знае се какви маги. Джиновите се расплакаа, а Биби многу се разлути. Веднаш да ми го покажете патот до тој замок, викна Биби. Ама многу не е здрав, одговорија джиновите. Ама јас ќе ве бранам, рече Биби. Јас имам црн појас во карате. Мечка страв, джиновите не страв. Полека ја одведоа Биби до замокот, а Биби решително затропа на портата. Кој тропа? Отвори или ќе ја скршам вратата. О, убаво девојче. Влези. Дојди да ти дадам едно убаво
црвено јаболко. Јаболко? Па сите деца знаат дека не треба ништо да се зема од непознати, а особено не од непознати лоши и грди вештерки. Грда? Јас? Огледалце мое. Кажи веднаш на светот најубав кој е? Ти, најсветла кралице ти. Заборавив да ви кажам. Волшебното огледало на вештерката умееше да зборува. Затоа што беше волшебно огледало. Но не само што зборуваше, туку и цело време кажуваше лаги. А нели нашата Биби беше мощно умно девојче, па веднаш свати со каков неранимајко си има работа. Слушај ти, огледалце, но се закани Биби. Дали знаеш колку е лошо да се лаже? И дали знаеш дека тие што лажат многу лошо си поминуваат? Огледалцето се обиде да излаже уште нешто, но Биби му викна: "Пст, да не сум слушнала ни збор. Да ја затвориш устата и никогаш повеќе да не проговориш ниту една лага." И од тој ден волшебното огледало се скамени и стана само едно обично огледало, затоа што знаете, тоа не умееше да ја кажува вистината. А вештерката? Вештерката ќе пукнеше од мака, бидејќи веќе немаше кој да ја лаже дека е најубава на светот. Затоа што вие, драги деца, знаете дека не постои такво нешто како најубава на светот. И таа избега далеку и никој веќе не ја виде. Никогаш. А џиновите? Џиновите се вратија во својот замок и станаа многу вредни и замокот постојано беше чист како солза. А Биби им одеше на ручек секоја сабота. Па џиновите станаа и одлични готвачи. Да. Веројатно најдобрите во целата шума. Ете така, тоа беше уште една од приказните на Биби. Ви се допадна? Што? Како? Каде е кој? Каде е принцот? Па во оваа приказна нема принцови, нема ни принцези. Ова е приказна за нас, за децата. Ние можеме да бидеме 100 пати похрабри, попаметни и поспособни од сите принцови и принцези на светот. Запомнете го тоа. А сега е време за спиење. Добра ноќ. Скокни
сврти се, напред, назад и викни јеј! Може? Лево, десно, подај рака, скокни еднаш, сврти се, напред, назад, викни јеј! Десно сега, 1, 2, брзо, лево, лево пак. Крени раце, сврти се, скокни пак и викни јеј! Браво! Да играме, еве вака, лево, десно, подај рака, скокни еднаш, сврти се, напред, назад, викни јеј! Десно сега, 1, 2, брзо, лево, лево пак, крени раце, сврти се, скокни пак и викни јеј! Да играме, еве вака, лево, десно, подај рака, скокни еднаш, сврти се, напред, назад, викни јеј! Десно сега, 1, 2, брзо, лево, лево пак, крени раце, сврти се, скокни пак и викни јеј! Зази, не лево, не тоа лево, другото лево, Зази, уф. Сказните на Биби! Малата вештарка. Беше прекрасно пролетно утро во волшебната шума. Животните се занимаваа со нивната вообичаена шумска работа. Еј! Кога? Леле! Што е тоа? Какви се тие невештерски палавштини? Какво е тоа весело кикотење? Се знае како треба да се смее една вештарка, еве вака. Ајде да ја слушнам твојата најзлобна смеа. Ужас, катастрофа. Стој! Ова е добро место за правење злобни работи. Тука ќе се сместиме. Замислете, лошата вештарка се осмелила да се врати во волшебната шума. И не само тоа, туку да донесе и со себе уште една малечка вештарка. Оф, колку ли лоши работи ќе прават во шумата. Оф! Во меѓувреме, на другиот крај од шумата, Биби и Боби си играа со топка. Не можеа ни да предпостават што се случува. Биби! Види како знам да дриблам. Гледај. Добар си, Боби, браво! Ама имаш и силни противници? Да. Навистина! Што се случило? Леле, Боби, она ужасна лоша вештарка се вратила во шумата. Како не е срам? Биби, па ова е задача за заштитниците на шумата! Одиме! Значи, грње, мрње, цвеќиња во трње. Ајде сега ти. Грње, мрње, цвеќиња, трње. Ау, бљак! Што е ова? Што е ова? Рози, навистина. Ау, одвратни рози. Внимавај сега. Следната магија мора да успее. Тума, умба, румба, пеперка во бумбар. Ајде сега ти. Тумба, умба, румба, пеперува во бумбар. Ау, гра! Неспособна една. Од тебе никогаш
нема да биде вистинска вештерка никогаш. Одам да спијам, а ти да претвориш неколку животни во нешто гадно. Ме слушаш? Дали ме слушаш? Или ќе те претворам јас тебе? Кутрата мала вештерка. Длабоко во себе таа не сакаше да прави лоши маги. Па таа само сакаше да мириса цвеќиња и да си игра со животните и да има другари. А немаше ниту едно другарче на целиот свет. Кутрата мала вештерка. Вештерскиот живот тежок Абракабракаче! Леварка во маче! Та-на-на-на-на-на-на! Хей! Другарче се имам, хей! Биби, мене, малечкава вештерка, воопшто не ми изгледа лошо. Па ни мене. Сакаш да се запознаеме со неа? Јипирипи, ајде! Јеј, ајде. Биби и Боби излегоа пред малата вештерка и се представија. Таа се вчудовиди, но се гледаше дека ја мило што конечно запознава врсници. Здраво, јас сум Биби. А јас сум Боби. И ние сме заштитници на шумата. Јас сум Филимена. Можете да ме викате Фи. Јас сум вештерка. Ама Не сум лоша. И не сакам да бидам. Само мојата баба тетка, лошата вештерка, Твојата баба тетка е наша стара познајничка. Многу добро ја познавам и јас и Боби, и джиновите, и таткото Джин, и сите. Да. Таа е многу злобна. А јас не сакам да бидам како неа злобна. Сакам да сум добра и најмногу од се сакам да имам другарчиња. Еј, ние ќе ти бидеме другарчиња. Јеј! така е, јипирипи! Гра! Нема вие никому да бидете другари. Никому! Сега ќе видите вие. Боби! Што ќе правиме сега? Не знам, тешко е, не можам да направам ништо. Поради магијата на лошата вештерка, ни Зина ни Зази не можеа да ги употребат своите супермоки. Чирипа! Чирибувче! Вештерка во гувче! Јеј! Ја победивме лошата вештерка! Јипирипи! Браво за добрата вештерка Фи! Јас добра вештерка? Да вистина? Па секако, ти си најдобрата вештерка на светот, нели Биби? Да. Мислам, не знам дали е најдобрата на светот, но секако е најдобрата во волшебната шума. Ви благодарам. Дали тоа значи дека можам да останам во волшебната шума? Ве молам. Па се разбира! Ти секој ден можеш да правиш нови добри дела и тоа во различни делови на шумата. Да. И добро е што твојата куќа може да шета и секогаш да се сместува на некое ново место. И така, од тој ден, малата вештерка Фи се насели во волшебната шума и веднаш се спријатели со сите други жители на шумата. Интересно е што таа и нејзиното црно маче имаа уште една средба со лошата вештерка, но за тоа ќе прочитате повеќе во сликовницата Малата вештерка. А од мене толку за денеска, драги другарчиња. Се гледаме повторно во нова сказна. Довидување!